Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија. Јас сум Никола Србов, ова е емисијата Вертикала, во која анализираме историски, правиме паралели на историски настани со сегашни настани. Анализираме и правиме паралела помеѓу светската политика и македонската политика, какви импликации има светската политика врз Македонија и какви импликации има македонската политика врз регионот. Како што ни говори историјата, овој регион предизвикува големи светски турбуленции, така да можеме да заклучиме, да не претераме дека македонската политика која создава импликации во регионот може да предизвика и континентални прашања. Тоа барем го вели историјата, а како што гледаме со денешните случувања може, мислам, ни се потврдува таа теза од нашата историја. Во моментов пред владата на Република Македонија гледаме како се собира народ на протестот за заедничка Македонија, народ кој искрено протестира за тиранската платформа која беше прифатена од страна на Социјалдемократскиот сојуз и господинот Зоран Заев. Народот гласно и јасно кажува не за тиранската платформа, но можеме да забележиме и пароли како Стоп Сорос или Стоп за влада на Сорос, алудирајќи на Социјалдемократскиот сојуз и нивниот обид да состават влада во Република Македонија, која би била класична испостава на Сорос во овој дел од Европа. Денеска за гостин имам еден мој соборец, може така да го наречам, кој одбиваше до сега да излегува на емисии пред камера, присуствуваше само на некои одредени пресконференции, но мислам дека е време да почне да излегува, бидејќи има и како што да каже и како да допринесе за нашето општество и воопшто за политиката во Република Македонија, како виднина да се води. Ненад Мирчевски, уредникот на неделникот Република, еден од основачите и водачите на глобалната иницијатива Стоп операција Сорос. Здраво, Ненад. Добар ден, Никола, благодарам на поканата. Беше тешко денеска да одлучам дали во 17 часот да дојдам во емисија кај тебе или да бидам на улица надвор со останатите граѓани, да ги гледам многу на број и денеска. Меѓутоа решив да го поделам времето малку со тебе, а потоа ќе продолжиме надвор. Можеме после емисија да продолжиме. Таман пред влада ќе бидат од тогаш. Мислам дека би било разбира кади да се ќе стигне. Така, вака да почнеме. Што мислиш, дали Сорос и неговата фондација Отворено општество можеме да ја земеме како заеднички именител на сето она што ни се случува во Република Македонија последниве 10 години, а последниве 2 години со многу зголемен интензитет кој доаѓа до точка на судир во самото општество. Дали можеме да алоцираме, значи проблемот можеме да го алоцираме на повеќе точки, на повеќе места. Но дали на врвот на пирамидата можеме да го видиме Сорос кој е точката или проблемот кој ја предизвикува целава ситуација во Република Македонија. Дали тој човек е всушност поврзан со сите овие други точки кои можеме да ги представиме како проблем во Македонија? Вака, Сорос е присутен во Македонија уште од незиното самостојување, веќе тоа долго време го потенцираме и многу пати сме го анализирале. Во последниве неколку години точно е дека станува екстремно видлив и на политичката сцена во Македонија, иако е маскиран преку тие така наречени невладени организации кои што се борат за наводно за некакви граѓански права, човекови права. Меѓутоа, по моје мислење, Сорос не е врвот на пирамидата, туку е дел од една група на моćници, светски моćници, од една група на луѓе со многу пошироки интереси од интересите кои се однесуваат на Македонија, кои што креираат светската политика во последниве години, да кажем и деценија, можеби повеќе, и кои што за жал, чии интереси се поврзани и со Македонија. И по се изгледа
многу им е потребна Македонија за одредени нивни цели, што толку силно запнаа за да ја соросоизираат, да кажеме. Меѓутоа, надеж ми даваат овие луѓе надвор што се и убеден сум дека ќе истраат и дека ќе успеат да се ја зачуваат земјата таква каква што е. Така, но бидејќи сега ќе водиме разговор, нема да правиме некој класично интервју, нели? Така. Нели мислиш дека сите тие моќни центри кои ги кажуваш токму ги обединува Џорџ Сорос со неговата политика, бидејќи ние имаме многу милиардери во светот. Не е само Џорџ Сорос, има и многу побогати луѓе од него. Едноставно тој е единствениот кој своите ресурси и средства решил да ги троши на обликување на општеството и на креирање на политика во одредени земји преку него. Дали е тоа станува збор за преку неговото шпекуланство или чисто од идеолошки причини, што второ е многу климаво, не мислам дека е идеолошка причина, сепак мислам дека поради неговото шпекуланство и дуплирање на неговото богатство човекот решава да урива некои земји. А додека тие центри кои ги спомнуваш ти, бидејќи нели Македонија, ако реално ја земеме, не представува некаков не знам, не да го кажеме центар на светот, на некоја геостратешка точка на европскиот континент во сегашната позиција, на пример, во прашањето со мигрантите, да, представува. Но сепак дали мислиш дека поентата е од Република Македонија, каде што успеа да се најде една политичка партија која ќе го спроведе целиот тој план, од Република Македонија да тргне сето она кое треба да се спроведува низ другите држави? Значи тоа се марионетски влади. Да, Сорос ја има таа улога да биде тој папет мастерот што ги држи конците на, да кажам, на војската на тие што се најдолу во хиерархијата на таа, да кажеме, групација, центар на моќ. Тука ги гледаме негови извршители, активисти, членови на невладени организации и така натаму. Да, во Македонија Сорос може да кажеме дека има огромно влијание и може би таму во врвот на таа хиерархија кој што е одговорен за целата ситуација, за тоа што се случува кај нас. Меѓутоа имаше до пред неколку месеци огромна поддршка и од администрацијата на сега веќе поранешниот американски председател Барак Обама, како и од претходни некои администрации американски, кои што биле на иста линија, имале исти интереси, работеле спротивно на интересите на Македонија, за жал. Иако сме стратешки партнери Македонија и Америка, иако во одредени области имаме исти интереси, за жал во однос на прашањето за името се разединуваме. Токму тоа ќе ми беше следната тема. Дали мислиш дека прашањето за името и решавањето на ова горливо прашање, кое е патем на Балканот во последниве 20 години, да кажам, како отворено прашањето е прашање топ 1 покрај ова косовските кризи и такви слични нешта. Сепак прашањето околу името на Република Македонија е се уште живо покрај сите останати прашања кои ги имаме на Балканот, како што е Косово, како што е Босна и Херцеговина. Дали мислиш дека прашањето за името може би е клучниот момент за сета криза која ни се случува во нашето општество? Односот на Вашингтон и на Брисел досега не ни оставил простор да веруваме дека нешто друго стои позади тоа во однос на нивните ставови за нашите евроатлантски интеграции. Значи принципиелниот став на Македонија дека на владата на Република Македонија дека нашата определба е Европската унија и НАТО, полноправно членство, го нарушуваат некои непринципиелни одлуки на Брисел и на Вашингтон, кои што не убедуваат да направиме нешто што е спротивно не само на нашите национални интереси, туку е рамно на национално самоубиство. Не тера да го исполниме условот кој што не важи за ниедна друга држава, за ниеден друг народ, освен за македонскиот народ, за да не примат во тоа друштво. Иако се сите свесни дека тоа е една страшна неправда што ја прават врз македонскиот народ. И од позиција на сила действуваат и се обидуваат да го издействуваат тоа, представувајќи ни се како пријатели. За жал,
реалноста вели дека они ги штитат единствено нивните интереси, што тука не можеме ние да им забележиме. Секој треба да си ги штити своите национални интереси. Тоа што самите ние треба да си забележиме е што во нашето општество екзистираат ликови како Зоран Заев и како неговото друштво, кои што се спремни да прифатат се и по секоја цена да се дограбат до власта, не гледајќи дека ја рушат државата и незините темели од било кој аспект. Токму така, но прашањето за името, кое до пред ајде ќе кажам конкретно до пред неколку месеци се водеше, знаеш како, ние велевме дека името ќе предизвика импликации врз идентитетот, врз постоењето на Република Македонија, на тој начин би исчезнала Република Македонија, нели со самото исчезнување на македонскиот идентитет. Дали гледаш дека веќе во последниве месеци тоа што ние толку време го зборуваме, како не, значи не ние двајци или како некои одредени аналитичари, туку целата јавност воопшто во последниве месеци веќе јавно ни се соопштува онака, дечки, како тоа е тоа, ние сакаме буквално вас да ве снема, а патем тоа се остатоците ни го соопштуваат, остатоците токму од старата администрација на Соединетите Американски држави, на која нели припаѓа и еден амбасадор тука во Република Македонија, кој амбасадор стика Джес Бейли. Така, кој води некоја своја автономна политика, бидејќи во Вашингтон, како што сите знаеме, се уште нема воспоставена цврста власт за да може некој воопшто го контролира. Тој човек очигледно ги користи сега последните моменти и ресурси кои ги има за да ја заврши таа негова замислена политика. Не очекувам да се откаже од неговата послушност кон структурите за кои работеше до ноември, односно за таа така наречена Deep State, седми спрат во State Department. Меѓутоа, наше е да си го одбраниме тоа што припаѓа нам и да не подклекнеме. А како функционирале до сега многу малку се знаело во јавноста. Сега ги гази времето, бидејќи и нив им истекува времето, немаат многу простор на располагање и време, па мора да носат избрзани потези, да не притискаат преку ноќ да го направиме тоа што се обидуваат 25 години да не натераат да го направиме, со сите закани, со сите уцени. И за жал, граѓаните на Република Македонија многу малку знаат што се случува зад завесите во тие дипломатски кругови, во тие дипломатски односи. Ги гледаме дипломатите како наши пријатели кои што ни мислат најдобро и дека воопшто не се мешаат во тоа што во внатрешната политика и во носењето на некои државни одлуки, а од друга страна пак веројатно нашите политичари, не знам од кои причини, не се осмелуваат јавно да ги споделат тие уцени и закани со јавноста. Меѓутоа, за наша среќа, во последниве години се појави Джулиан Асанж, се појави Wikileaks и таму... И видовме што всушност се случува пози тие завеси. Точно така. За многу работи во светот видовме и слушнавме, многу малку видовме и слушнавме за Македонија, некои парчиња, некои извадоци, меѓутоа очекувам дека ќе почнат да излегуваат многу повеќе информации дури и за случувањата и за дипломатските притисоци што ни се случува во последниве 2 години од почетокот на кризата и за сето тоа што во позадина се случуваше како дипломатска војна, да кажам. Јас за денеска токму така, но значи имаш нешто да ни представиш до кое успеа да стигнеш, но прво ќе одиме со тоа се однесува токму на името на Република Македонија и нашето горко прашање, но претходно ќе одиме со краток блок на реклами и веднаш потоа се враќаме во емисијата. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов. Ненад Мирчевски, уредникот на неделникот Република и еден од членовите или предводниците на граѓанското здружение Стоп операција Сорос. Застанавме к името на Република Македонија, кое
можеме да заклучиме дека е главниот проблем или спроводник, да речеме, за цела оваа криза која ни се случува изминативе години во државата. Не нас спомна дека позади јавноста не знаеше што се случува позади завесите на дипломатијата, но благодарение на некои личности во Соединетите Американски држави преку кои почнаа да протекуваат информации и документи за тоа како се водела политиката и дипломатијата, денес имаме можност да направиме увид што всушност се преговарало, како се договарало и како бил вршен притисок врз владата на Република Македонија. Може ли да ни представиш за какви документи станува збор? Се разбира, само пред да ви го прочитам писмо, вие некои две писма се впрочем од Wikileaks, сакал да споменам само неслучајно, очигледно неслучајно, прислушуваните разговори се однесуваат на периодот 2008-2015 година. 2008 е многу интересна година за Македонија, кога прв пат Македонија имаше можност да стане полноправна членка во НАТО, на самитот во Букурешт, меѓутоа не успеавме да дојдеме до такво нешто поради грчкото вето, кое што многумина се обидуваа да представат дека не е вето, туку дека е став на НАТО. И многумина се обидуваа да не убедат дека Македонија и покрај тоа што ги исполнила сите услови за членство во НАТО, треба да стои зад вратата на нова Северноатлантска алијанса. Апропо денешниве случувања и денешниве притисоци на американската администрација и мешања нивни во внатрешните работи на Македонија, сакал само да прочитам две писма кои што се објавени на Wikileaks, а кои се однесуваат на периодот пред самитот на НАТО во Букурешт. Првото писмо е од 5 февруари 2008 година. Извештај на амбасадорката тогаш на САД во Македонија Джилијан Миловановиќ, испратено до низините претпоставени и до безбедносните служби, до ЦИА и до други служби. Средбата незина на 5 февруари, значи ова е на 3 месеци пред самитот на НАТО во Букурешт, разговара со шефот на кабинетот на премиерот тогаш Никола Груевски, Мартин Протоѓер, и со советникот за надворешна политика на премиерот Андреј Лепавцев. Името на извештајот е Pushing for Progress on Name Issue Before NATO Summit, или вршење притисок за напредок за проблемот со името пред самитот на НАТО. Значи, самата амбасадорка во писмото испратено до службите признава, односно кажува јасно и недвосмислено, дека врши притисок врз владата на Република Македонија за да се избоксува напредок за проблемот со името пред самитот на НАТО. И во писмото вели: продолжуваме со напорите да ја убедиме Македонија во потребата за да ги зголеми шансите за покана за членство. Нашите соговорници од владата во Македонија се држат цврсто до својот долготраен предлог, двојната формула, и се подготвуваат за грчкото вето. Тие се надеваат дека Грција во последен момент ќе го смени ставот. Ние се обидуваме да ги убедиме дека ставањето понуда на маса од македонска страна, тоа значи, нуди најдобра надеж, иако секако не е гаранција за избегнување на ветото. Што тука ни кажува амбасадорката? Значи, амбасадорката Миловановиќ ни кажува дека ја притиска владата на Република Македонија пред самитот на НАТО да даде свој предлог за името, иако не може да ни дадат гаранција, никаква гаранција, дека ние ќе добиеме покана за членство, односно дека Грција нема да го употреби правото на вето. Признава тоа што говореше јавноста. Ние можеме да се останеме со сменето име, да не влеземе никаде од овие унии. Точно така. Кој ни гарантира дека ако го сменим името, дека ние ќе станеме членка на НАТО и ќе станеме членка на Европската унија? Тоа што тогаш го зборуваше јавноста, всушност сега го гледаме како факт црно на бело. Црно на бело, документ, писмо испратено од амбасадорката Миловановиќ до администрацијата. Понатака,
На средбата со шефот на кабинетот на Груевски Мартин Протоѓер и со советникот за надворешна политика Андреј Лепавцов, одржана на 4 февруари, била со цел да се зајакне пораката до вице-премиерот Зоран Ставрески во однос да се покаже напредок во решавање на проблемот со името пред самитот во Букурешт. Значи, тука гледаме дека дипломатите американски вршат притисок врз не само врз премиерот Никола Груевски, туку врз Сите негови соработници. сите негови најблиски соработници на било кој начин, од било која страна да направат продор во, значи да најдат некој што е послаб Така. во карактер, во издржливост, што потпаѓа на притисок. Кругот што е околу Груевски, всушност да успеа да го пробијат преку една најслаба личност, што очигледно не успеале, бидејќи до ден денеска ситуацијата со името е таква каква што е. На било кој начин да повлијаат и на Врставот на Груевски. точно така. Значи не случајно и овие ликови ги гледаме и во бомбите, ги слушаме и беа на удар. Апсолутно. На средбата се истакнува дека владата на Македонија може да и го продаде на јавноста последниот предлог, значи ова го кажува амбасадорот, може да и го продаде на јавноста последниот предлог на Нимиц од 2007 година, укажувајќи дека тоа ќе доведе до замена на референцата ФИРОМ. Значи, они ни предлагаат нас како ние последниот предлог на Нимиц да го продадеме на јавноста дека тоа ќе биде добро затоа што ќе ја замениме референцата Зашто ФИРОМ. всушност ни го продава Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи они кога би менувале, наводно би менувале референца, не би Тоа е менувале идентични ставови. Идентични ставови. Всушност ФИРОМ е референца, значи привремено. Истите реченици ги користат. Вика, подостоинствен предлог од ФИРОМ е било кое друго име, што би се, да. За таа цел потребен е консензус, значи они и заклучок сега вадат од разговорот. За таа цел вика потребен е консензус меѓу сите партии и од власта и од опозицијата. Значи они се свесни дека една партија не може да донесе таква тешка одлука. Значи било која партија што ќе донесе одлука на своја рака ќе значи политичко самоубиство и затоа не случајно и денеска ти инсистираат на широка коалиција и на што е можно поширока со оглед на тоа дека ВМРО-ДПМН по ниједна цена не прифаќа такво сценарио, сега идат на некоја варијанта што е можно поширока за да го протнат тоа. За да може да се одговорноста да се расшири на сите политички субјекти во Македонија. А во меѓувреме работат на целосно уништување на ВМРО-ДПМН за да исчезне како било каков политички фактор на политичката сцена. Претпоставам бидејќи го гледаат, всушност и тоа е остана единствениот столб на Македонија и на македонците во оваа држава. Понатаму ги пренесува зборовите на Мартин Протоѓер. Вика, Протоѓер рекол дека владата ја разбира заканата од вето, но и дека некои одлуки не може да се носат под притисок. Проблемот е стар 17 години, вели Протоѓер, а решението ќе има ефект врз идните генерации. Шефот на кабинет на Груевски исто така предупредил дека ветото може да предизвика несакани последици и за Македонија и за регионот. По ветото во Букурешт, Протоѓер изразил очекување од поголема политичка нестабилност во Македонија и пораст на влијанието на радикалните структури, вклучително и сепаратистичките елементи во албанската заедница. Било кое решение мора да го заштити идентитетот на македонците, нагласил Протоѓер. Значи, тоа што нашата страна, македонската влада, го предупредувала во 2008 година, денеска го гледаме како реалност и како нешто што ни се случува пред очите на целата македонска јавност. И не случајно на улица гледаме десетици илјади луѓе кои што се свесни за тоа што некој се обидува да ни го направи во државата. Заменик амбасадорот продолжува писмото, нагласил дека владата на Македонија треба да стави на маса некаков предлог во рамките на предлогот на Нимиц од 2007 година за да ја даде шанса на Грција да биде флексибилна околу ветото. Значи видите до каде одат. Значи, ние треба да ставиме на маса предлог како би се прекрстиле за некој во Грција таму да тогаш да седне и да размислува дали ќе ни даде шанса или нема да ни даде шанса нас, дали ќе го прифати името како наш кум некој или нонсенс. На тоа Протоѓер одговорил дека премиерот Груевски ги разбира последиците од грчкото вето,
но дека неговата позиција е чиста. Македонија не може да прифати никаков компромис под притисок или да прифати предлог кој го загрозува македонскиот идентитет. Ниту еден друг политичар во Македонија не може да постапи поинаку, додавајќи дека Македонија секогаш низ историјата била таа која правила отстапки на своите соседи. Од тука не треба многу веќе да размислуваме. Гледаме цврстиот став на Никола Груевски, на тогашното раководство кој беше околу него и на владата на Република Македонија за непроменливост името на државата, но мислам дека малце направил Груевски превид дека ниту еден политичар не може да преговара за тоа, бидејќи гледаме дека од другата страна има спремни луѓе веднаш да го променат името. Очигледно да, очигледно проценката му била погрешна, меѓутоа секој нормален човек му проценката би му била погрешна. Апсолутно. Тоа ќе го видиме од следното писмо. Апсолутно. Бидејќи има уште едно писмо во кое што се опишува средбата на заменик државниот секретар на Европа Даниел Фрид со тогашниот премиер Никола Груевски и со тогашниот председател Бранко Црвенковски. Значи, еден месец по ова писмо, во март, на 11 март 2008 година. Сега може да ми со второто писмо. Да, ова е продолжение, нели, како се наближува самитот во Букурешт, нервозата. Но види, тука има една интересна работа што ја спомна. Груевски тогаш кажал дека доколку се има вето на самитот во Букурешт, на каде мене на пример ми отиде умот. Вели дека може да се појават сепаратистички групи во Република Македонија. Тоа го вели шефот на кабинет Мартин Продуџер, да. Всушност го кажува тоа. Да. Нели мислиш дека токму тоа го видовме и под кој нели потоа имавме предвремени парламентарни избори, пошто ВМРО ДПМН мораше да прави коалиција со ДУИ. Дали можеби постоеле некои индикации дека може после ветото некои групации од поврзани со ДУИ или со некоја нели друга политичка партија, не знам, од албанците, сега да не преюдицирам, можеби би можеле да превземат нешто на територија на Република Македонија, па тоа бил еден вид на притисок за да се состави коалицијата на ВМРО ДПМН дуи на токму на изборите во 2008 година, кои беа веднаш по самитот. Ако добро се сеќаваме, на тие предвремени избори и Радмила Шекеринска нудеше дека Македонија ќе влезе за 2 недели. Во НАТО за 6 месеци, мислам, во рокот. Така нешто, али беше некој рок многу брз и нереален за целата јавност, кој што бараше одговори како е можно, како ќе успееме ние да станеме членка на НАТО. Дали имаме документи вакви на Wikileaks, дали дојде ти конкретно до нив каде што исти вакви преговори на пример воделе со Социјалдемократскиот сојуз? Значи во следново писмо е опишан разговор на заменик помошник заменик државен секретар за Европа Даниел Фрид. Писмото од 11 март 2008 година. Исто извештајот го праќа амбасадата на САД во Македонија до надлежните институции. И ова писмо носи наслов Macedonia before midnight, acting Frid presses for name compromise. Македонија пред полноќ, Фрид притиска за компромис за името. Значи уште еден директен наслов во кој што јасно се кажува како администрацијата сега на повисоко ниво, бидејќи тука амбасадата не успела да заврши работата, очигледно, како што треба, па доаѓа некој степен погоре Даниел Фрид, како што ни го праќаат тука Хојти во моментов нешто и Викторија Нуланд како што играат во оваа криза, така во тоа време бил Даниел Фрид. И во писмото се вели. Значи станува збор за извештај од средбата на заменик државниот секретар за Европа Даниел Фрид со тогашниот премиер Никола Груевски со тогашниот претседател Бранко Црвенковски, одржана на 7 март 2008 година. Фрид на средбата рекол дека САД не може да ја убедат Грција да се откаже од ветото, но дека може да помогне како посредник во преговорите за името. Во рамките на преговорите во Обединените нации со присуство на Немец, ако Македонија смета дека тоа е корисно. Значи, они како наш стратешки партнер велат дека не може да разубедат Грција да се откаже од ветото. Тука директно они признаваат дека Грција е таа што ни го кочи членството во НАТО и дека никој друг, нема никаков друг
разумна причина. Дека сите услови се исполнети, Сите се исполнето, само апсолутно. едноставно станува Грција е само пречката на и Република сега бидејќи Грција. они Грција не може да убедат, тај ќе ја притиснеме Македонија, тај е помала и послаба, нив ќе ги притиснеме, нив не им е важно колкава штета ќе направат на македонскиот народ и на македонската држава, нив им е важно да се завршат нивната работа, да ја внесат Македонија што е можно побрзо во НАТО. Нема емоции таму. На тоа, председателот Црвенковски рекол дека останал мал простор за маневар во преговорите, но се согласил дека помошта од САД би била корисна. Црвенковски понудил како компромисно решение прифаќање на меѓународно име без географска или временска одредница, која ќе ја замени референцата ФИРОМ во меѓународните организации каде што се користи и на други места каде што се употребува. Груевски, според описот на тој што го пишувал писмото, бил помалку флексибилен, тврдејќи дека расположението на граѓаните е против компромисно такво решение. Груевски рекол дека Македонија се подготвува за ветото од Грција, значи ние сме спремни да го прифатиме ветото од Грција. Веќе имаме цврст став зимето. Апсолутно, дека по тие услови ние сме подобро да го прифатиме ветото, отколку да направиме непромислен чекор што ќе се одрази на идните наши генерации и на државата во целост. Значи, Груевски рекол дека Македонија се подготвува за ветото од Грција. Фрит на тоа му укажува дека треба да се фокусира на решение за името и да ја искористи неговата силна политичка позиција, зашто во тие моменти Груевски има огромна поддршка од јавноста, од граѓаните, нели? Така. Када искористи неговата силна политичка позиција во моментот за да направи тежок избор што ќе обезбеди членство во НАТО. Значи, они се свесни дека он треба да направи тежок избор по секоја цена за да стане Македонија членка на НАТО. Они оделе на картата според рейтингот кој го има Никола Груевски, дека тој е единствениот човек кој може да направи таков голем чекор. И да го едноставно на некој начин условно кажано да ја смири јавната реакција, но сепак гледаме дека останал на ставот до крај. И така и они заклучуваат. Заклучуваат дека Груевски е нефлексибилен по тоа прашање. За време на средбата, Фрит им рекол на соговорниците дека членките на НАТО и даваат силна поддршка на Македонија за членство, но дека спорот за името е пречка. Директно им кажува. Сега е времето да се постигне целта. Значи, они по секоја цена сакаат пред самитот на НАТО да се постигне решение за името по било која цена, без разлика какви последици ќе остави тој, какво решение ќе се најде за името. Што е нешто што е толку важно за нас, тоа е катастрофално. Извините те прекинам тука, постојат едни мали индиции дека всушност судирот помеѓу ајде да кажем условно ВМРО, ДПМН и тогашната администрација на Соединетите Американски држави, токму е прашањето за името на Република Македонија и силниот притисок врз Никола Груевски, посебно од Хилари Клинтон. Значи, на нејзина да речем иницијатива, она има извршено колку што јас имам информации огромен притисок врз Никола Груевски, на притисок на кој Груевски едноставно одговорил дека нема ни најмала шанса воопшто да се покрене такво прашање во Република Македонија и доколку евентуално би се покренало такво прашање или се најде некаков модус за некакво име, тој тоа би го ставил на референдум, но со тоа што самиот би гласал против таквата опција. Тој став на ВМРО ДПМН години наназад, дека прашањето треба да се... И може би од таму може да го лоцираме проблемот и судирот на претходната администрација на САД со ВМРО ДПМН. Апсолутно, Хилари Клинтон од позиција на државен секретар, веројатно... Така, да. За тоа зборуваме. Точно така. Значи, тоа има континуитет, тој притисок. Не бил... може би го достигнал врвот во времето на Хилари Клинтон и на Обама сега, меѓутоа тој
влече корени и наназад, како што гледаме од писмава. Само што во тоа време Види, според моje гледиште, они зошто го одбрале тој момент и зошто мислеле дека токму тој момент може да се направи тоа. Гледајќи го рейтингот на ВМРО ДПМН и дека следува внес на неколку држави во НАТО, како што беа Хрватска и Албанија, во комплет да влезе нели Македонија, они оделе на картата дека човеков има голем рейтинг во својата држава и во политиката. Тој може единствен кој може да прифати некакво решение според рейтингот и би ја намалил нели реакцијата во јавност и на тој начин ќе го затвориме целиот Балкан комплет, сем нели Србија ќе остане надвор од НАТО алијансата, но всушност планот не им се одвива како што всушност го замислиле. Полос на изборите 2014 и до 2011 изборите, каде што резултатите повторно се намалуваат разликата помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, но 2014 повторно доаѓаме до силна победа на ВМРО, ДПМН и тука веќе мисля дека според мене осеќаат дека повеќе немаат простор за маневар и за притисок и од тогаш се веќе решени конкретно на сила да ја бутнат политичката партија ВМРО ДПМН и ако е возможно воопшто да не постои како таква. Точно така. Значи во продолжение на писмото има уште еден дел што би сакал да го изанализираме. Да, уште еден дел и после би оделе со реклами. Да, значи вака, во писмото се наведува еден одговор на Црвенковски кој што го образложува 3 фактори кои го ограничуваат просторот за маневар на Македонија. Значи внимавајте, дури и тогашниот председател на државата и поранешен лидер на СДСМ Бранко Црвенковски, иако имал многу попуслив став во однос на името од Никола Груевски, имал некоја граница под која и он бил свесен што може да се случи ако било кој политичар одлучи да избрише таа граница. Така. Вика краткото време до самитот зборува за 3 фактори кои го ограничуваат простор за маневар на Македонија пред самитот во Букурешт. Прво, краткото време до самитот, значи за толку кратко време не е можно да се постигне некое решение кое што би било во полза и на двете страни, значи нема да биде на штета на Македонија. Намерата на Грција да стави вето ако не се постигне договор, значи тоа е класична уцена од позиција на сила, која што ти вика или ќе се договориме или ќе ви го блокираме членството. Тука не може да станува збор за рамноправно водење разговор, мада целиот тој проблем околу името нема никаква логика, меѓутоа со ваква закана од вето тоа веќе нема никаква смисла. И трето, вика ниското ниво на толеранција меѓу македонските политички лидери и во јавноста за компромис кој ќе го поткопа, затоа што ќе го поткопа идентитетот на македонците. Значи Бранко Црвенковски. Види, знаеш што интересно? Јас пишав, но очигледно очигледно Црвенковски не сака да излегува во јавност. Мислам дека и дури Бранко Црвенковски како човекот кој све што имаше направено во 90-те години на оваа држава и ова општество и на овие граѓани, мислам дека денеска треба да се произнесе за платформата која ја прифаќа неговиот наследник Зоран Заев. Јас пишав, се кладам дека ќе се изјасни негативно во однос на платформа, дека дури тој човек има некакви црвени линии наспроти неговиот наследник, но тука да направиме една мала пауза, да одиме со реклами и се враќаме со завршницата во емисијата. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов.
Добро назад, се враќаме во емисијата. Гостин ми е Ненад Мирчевски, уредникот на неделникот Република и еден од предводниците на граѓанското здружение Стоп операција Сорос. Денеска коментираме и анализираме две писма, два документа кои излегоа на Wikileaks, а кои се однесуваат на притисокот на тогашната американска администрација врз македонската влада за промена на уставното име на Република Македонија со цел наш влез во НАТО алијансата, но видовме дека во тие документи всушност стои дека САД не може да ни гарантира и покрај тоа што ние би си го промениле уставното име, тие сепак не може да ни гарантираат дека ние ќе влеземе во НАТО, поточно не може да гарантираат дека Грција нема да стави вето на Република Македонија. Сега мислам дека ќе одиме со последниот дел од вториот документ, да го изанализираме, останува уште тоа мало парче, да видиме како преку своите медиуми тогаш пласирале, вршеле притисок врз владата за промена на името на корист за влез во НАТО. Така. На крајот само последниот дел од писмото би сакал да го проанализираме, каде што се во извештајот се пренесуваат ставовите на премиерот Груевски на средбата, изразени на средбата со Фрид, каде што вели Груевски дека македонската јавност не е подготвена за компромис за името и покрај претходната јавна поддршка за меѓународно име кој ќе ја замени ФИРОМ во меѓународни рамки. Груевски рекол дека нема јавна волја за компромис и нема простор за политички маневр во преговорите, ниту пак ќе има барем во следните месеци. На тоа, на овој негов став сега од амбасадата, они прават анализа и испраќаат заклучок, значи коментар даваат на ставот на Груевски и велат: не се сложуваме со заклучокот на Груевски дека нема расположение кај јавноста за компромис за името. Демонстрациите кои ги споменува Груевски се релативно мали, околу 2500 демонстранти учествуваат и има значителен број на коментари во медиумите дека е потребно решение за името во насока на обезбедување на членство во НАТО. Значи, имаме речиси идентична ситуација како што имаме денеска, со тоа што денеска на улиците може да видиме десетици, повеќе од 100.000 граѓани кои што јасно и недвусмислено ја кажуваат својата волја. А они велат дека се 2000. Извини, тука можеби се однесува на протестот кој беше тој пред на плоштадот Пела, каде што всушност беа, мислам дека 40.000 демонстранти пред самитот во Букуреш. Представам на тој протест, мислам да они сепак го представуваат како 2000. Не можам точно да донесам заклучок за која бројка. Се надевам во наредниве денови дека ќе може поточно да се види, да се подистражи на што точно мислат на оваа бројка, меѓутоа они го минимизираат, дават погрешна информација всушност. Дават погрешна информација во САД, а интересен е моментот што преку своите медиуми вела дека во медиумите има опција, точно така, расположение за промена на името. Имало значителен број на коментари во медиумите дека е потребно решение. Но не кажуваат како медиуми. Сега преку Соросовите медиуми они пласираат тоа што сакаат да го исполнат, па потоа во извештаите нивни го праќаат таму каде што треба некој да семе и да прочита и да процени ситуацијата каква е во Македонија, ја минимизираат волјата на јавноста и на граѓаните тука дека народот не сака такво нешто. Ја земаат во предвид мислењето на одредена група платеници кои што се платени да го кажат тоа што они сакаат да го пренесат и да го испратат таму каде што треба некој да донесе одлука за Македонија. И кога ќе ги соберете тие 2+2, они се видите дека сами отвараат прашање, сами го водат прашањето, сами го затвараат прашањето, сами отвараат политика, сами ја водат, сами ја затвараат политика. И тој што во равенката им смета, они го елиминираат, го тргаат. Значи, на крајот, уште само ова би сакал да го прочитам и мислам дека ќе имаме целата слика идентична како денешна. Вика вака во продолжение на коментарот: ќе настојуваме формирање широка коалиција која ќе го поддржи компромисното решение за името како најдобар начин за спречување на ветото од Грција. Тогаш ќе работиме на Груевски, значи ќе го обработуваме Груевски да видиме дали ќе го купи аргументот дека со широка поддршка од сите партии ќе си дозволи да се коцка и да загуби во случај Грција да стави вето, или да прогласи заедничка победа
ако Атина прифати компромисно име и поддршка на Македонија за членство. Значи, нивната главна цел е да направат широка коалиција. Така. Во тоа време била главна цел да направат широка коалиција, која што ќе го поддржи тоа компромисно име какво и да го решат, да решат да биде, за да нема нели победник и поразен во целата ситуација, да нема народот на кого да му се лути посебно, врз кого да го истори гневот. Значи ќе треба на сите подеднакво да поделат одговорноста за предавството. И они сметат дека тоа е единствено решение, како да не случајно они денес сакаат да не протнат за некоја широка коалиција, и за тоа инсистираат и сите овие Соросови медиуми, постојано го верглаат тоа широка коалиција. Бидејќи во таква коалиција ќе може да се затворат големи поинтересно, велат тогаш они ќе го обработуваат Груевски да го убедат он да застане на чело на таа широка коалиција и онда ја превземе одговорноста, значи да биде камиказа, и да си дозволи да се коцка. Значи пак не е сигурно. Ние ќе прифатиме компромисно име, меѓутоа не е сигурно. Ќе игра руски рулет во Букурешт. Дали ќе пукне пиштолот или нема да пукне. Ако пукне, значи изгубил. Ако не пукне, значи сите добиле. Така. За среќа, Никола Груевски не решил да... За среќа не решил, меѓутоа некој друг, он е во годините нашле некој друг што го прифатил. Кој го прифатил, за среќа тогаш не прифатил да се коцки да игра, како што кажа, руски рулет. Тука е веќе крајот на денешната емисија Вертикала. Почитувани слушатели, вие бевте на фреквенција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител на емисијата Никола Србов. Датум на емитување 14 март 2017 година. Се слушаме во вторник идната недела. Вертикална и хоризонтална анализа и паралела. Минатото и сегашноста во корист на иднината. Помеѓу истокот и западот, што има од онаа страна на океанот. Светската политика во контекст на Македонија, македонската политика во контекст на регионот. Вертикала со Никола Србов.